Ова е исклучително проблематична ситуација и добро е што јавноста има можност да се запознае со овој сериозен проблем, затоа што се работи за трошење на народни пари за портали кои воопшто не функционираат во нашата земја. Значи, има и етички и законски аспекти кои што мораат да се земат предвид во адресирањето на овој проблем. Први се поставува прашањето кому се обраќаат тие портали. Зошто политичките партии што ги ангажирале одлучиле токму кај тие портали да пласираат своји рекламни содржини за изборите и на тој начин знаме 15.000 евра е лимитот за исплаќање на сума кон еден портал. Кај нас од аспект на етика ние имаме регистар на онлайн портали кои што го менаџира Советот за етика во медиумите, значи државните институции кои носат одлуки да финансираат вакви портали имаат можност каде да се обратат и да прашаат во делот на саморегулацијата. Меѓутоа ова е сериозно прашање од правна природа. И затоа државните институции пред се Државната изборна комисија треба да даде објаснување на кој начин одлучува да ги дадат тие средства вака. Иако знаеме како оди тој систем на пријавување, што на некој начин го покажува апсурдот на целиот систем на државно финансирање на платеното политичко рекламирање за време на изборите. Тоа се случило минатата година. Добро е што дознавме како граѓани за тоа. Меѓутоа, во моментов не гледам дека државните институции преземаат било што за да се спречи тоа за претстојните избори. За тоа прашање веќе со години алармираме и ние како професионални медиумски организации, медиумските здруженија, професионални медиуми, новинари. Значи за тоа се зборува во јавност, меѓутоа политичарите остануваат глуви на сите овие апели. Факт е дека целиот концепт на државно финансирање на платеното политичко рекламирање е модел кој што не постои никаде. Никаде во Европа нема да најдете таков модел со народни пари да ги плаќате рекламите на политичките партии. Тоа е најеклатантен пример на како се поставуваат клиентелистички релации меѓу партиите и овие портали, кои потоа, по завршувањето на изборите, се преточуваат во други релации меѓу носители на власт и поедини портали. Значи, тоа е чиста корупција, озаконета корупција, системска корупција, како сакате наречете ја. Она што е проблем е што веројатно, поради тоа што не постои волја и интерес кај политичките партии во собранието да се направат измени на соодветната регулатива, тоа е пред се изборниот законник, за да се стави ред во тој дел и покрај тоа што имаше иницијативи и досега, тие беа одбивани, колку што мене ми е познато. Тоа значи дека политичките партии преферираат ваков коруптивен модел на финансирање на платеното политичко рекламирање во делот на во онлайн просторот.